Нетрпеливи возачи, нервозни пешаци, непрописно паркирани возила по тротоари и брзо возење по булевари и јавни патишта се само дел од секојдневната слика во сообраќајот. Најзагрижувачки е тоа што стотици лица годишно гинат во сообраќајни несреќи во земјава. Главна причина за тоа е брзото возење. Експертите критикуваат дека казните за возачите се нелогични. Тие алармираат полицијата предригорозно да казнува, да поработи повеќе на превенцијата. Сообраќајниот инженер Игор Митревски вели дека Македонија во регионот плаќа највисоки казни, а има најниски плати. По однос на санкциите кои што ги спроведува Министерството за внатрешни работи, ние мислиме дека се пренагласени и сметаме дека тој момент на санкционирање би требало да биде следствен на еден друг или продолжеток на еден друг момент кој се вика превенција. Таа превенција пред неколку години ја имавме со така наречените негативни поени кои се впишуваа и тој тип на санкционирање сметаме дека е многу чесен, значи доколку некој возач продолжи со неговото несовесно однесување во сообраќајот, треба да биде санкциониран и со парична казна и со друг тип на казна. Според Митревски, за возачите кои предизвикуваат сообраќајна несреќа во која има жртви, затворската казна треба да биде задолжителна и најригорозна. Тој вели дека треба да се коригира законот и за здравствена заштита. Законската измена за здравствена заштита вклучува доколку се констатира лице кое што направило сообраќајна несреќа во која што има повредени, соодветното лекување за повредените лица да си го сноси лицето кое што ја предизвикало сообраќајната несреќа. Дополнителен проблем во Македонија е тоа што ако во земјите од ЕУ постои систем според кој се утврдува кои се критичните точки за незгоди, Македонија се уште не располага со такви информации. Инаку казните за возење над дозволената брзина се движат од 10 до 400 евра и од земање на возачката дозвола од 6 до 1 година. Глобите за зборување на мобилен телефон се по 40 евра. Исто толку се и за неносење сигурносен појас. Непропуштањето на пешаци на премин чини 200 евра. Пред неколку години беа укинати и казнените поени, па сега секој прекршок директно значи и парична глоба.